Законот треба да не штити од секаков вид дискриминација на работното место, па и од родова дискриминација. Во пракса, постои можност за изигрување на законите и со тоа институциите, системот и самите закони дозволуваат дискриминација врз жените на работно место, посочи Кристина Ампева. Токму ова се докажува со договорите на определено работно време од 1 месец. Прв пример за кој што не знам колку време веќе на нас збориме, се оние договори на определено работно време од 1 месец и кој ќе дознае работодавачот дека работничката е бремена, веднаш се стреми кон тоа нели да не го продолжи договорот. Едноставно овде законот дозволува такво нешто и ова не се гледа како. Неизоставена и појавата на неплатен прекувремен труд. Постојат многу жени кои работат за време на празници, во недела, но сепак не се гледа исплатата на исплатниот лист. Она што треба да се направи според Ампева е да престане праксата на умилени и неумилени синдикати или организации. Ќе видиме дека исто во приватниот сектор, во индустрија кај што работат жени, постојано се работи прекувремена работа, се работи за време на празник, неделен работен ден, меѓутоа тоа нешто како исплата не го гледаме во исплатниот лист. Оно што сметам дека треба да се направи е да прекине таа пракса на тоа умилени и неумилени синдикати или организации и да можат сите кои што се експерти од својата област да се вклучат во носење на закони, макар и со препораки како што тоа го правевме и ние. Договори од определено, а потоа подпишани на определено на 1 месец се забележани во Кочани. За разлика од кај нас, ваквата појава во Србија би се сметала како злоупотреба на работникот. Исто така видовме и договори од 1 ден на работнички од Кочани, на кои што се подпишале од неопределено, значи на договор на определено на 1 ден, кои што во една Србија, например, они имаат таква пракса, дека се гледа дека во тој случај работникот се злоупотребува. Меѓутоа, нашите институции тоа, за жал, не го гледаат како злоупотреба. Во иднина Ампева посочи дека освен здруженијата, овде треба да се вклучат и институциите во решавањето на проблемот.